Почитувани граѓани, почитувани медиуми, она што го говоревме неколку години наназад откако СДСМ и Зоран Заев и кланот Заеви се на власт, сега овој период веќе се потврдува. Мафија владее со Република Македонија. Вчерашните аудиоматеријали тоа и го потврдуваат. Вчера бевме сведоци и ние и целата јавност како член на подземјето Горан Димовски од Битола, викан Тушникот, човек најверојатно со сомнително минато, а не академско, кажува јасно и гласно дека добил зелено светло директно од Вице Заев. Потенцирам, Вице Заев, брат на Зоран Заев, кој беше премиер на државата и председател во моментов на СДСМ, да запали автомобил на некој кој не е член на СДСМ, само и само да го потисне и да му упати порака со закана, и не само него, ами ќе ги потиснал и сите други кои што не биле за СДСМ. Предлагам да чуеме дел од материјалот кој излезе вчера во медиумите. Имам една стратегија со Рашо бев Струмица. Добро. И со Вицето само му кажа преку телефон, јас ќе се видам вторник или среда со него, Скопје ме викна. Има тука многу 5-6 души, брат, кои хаос, брат, не разбираш, почнаа да се заканват. Јас си направив моја екипа, затоа никам да не гледат лево десно, утре дури да не дојде нешто со мене, да не спојат, да икам, свеќаш. Затоа рекам в кола. Значи вака е работата. Јас тие мора да ги средам, ме свеќаш. Мора, тој чак е Никола, свеќе му се запалио едена. Многу ја претерва. Многу. Чак и едно дете го викаат од ВМРО-ето, така главен му е таму. Ќе потиснам јас убо. Добро. И не само тоа, има многу низ градот. Има, брат. Има, ќе ги средам јас сите. Значи зелено светло ми е даено. Ете, почитувани, овој материјал покажува како функционира власта на Заеви со уценување, рекетирање, но и со сеење на страв на политичките противници кои не мислат како Зоран Заев и СДСМ. Тоа што Заеви комуницираат со подземјето и не е некоја новост, но новост е дека тие директно издавале наредби според она што можевме да го чуеме. Дополнително, од овој материјал, доколку се чуе целиот, дознаваме дека кланот Заеви, освен што давал зелено светло за палење автомобили, давал и црвен картон, односно блокирал други бизниси кои им биле конкуренција на нивните. Овој материјал е големо сведоштво за начинот на мафијашкото владење на Зоран Заев, Вице Заев и целата фамилија Заеви. Ако и ова не е доволен доказ за Вилма Русковска, односно русковско обвинителството да се разбуди конечно, тогаш не знаеме што уште треба јавноста да чуе за Зоран Заев, Вице Заев и другите членови на оваа политичко-мафијашка структура да бидат повикани и нивните активности да бидат истражени од страна на јавното обвинителство. Но, најверојатно Русковска, наместо да се бори со криминалот, зафатена е со гледање на рекламите на ВМРО ДПМН во политичката кампања. Полека, но сигурно се разјаснува сликата. Бојан Јовановски вели дека сите рекетирани пари од рекетот во Република Македонија завршувале директно кај Зоран и Вице Заеви. Контроверзниот проруски бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ слушнавме дека тврди дека очекувал бизнис од Заев и дека платил 300.000 евра и дал 2000 метри квадратни земјиште, а сега слушаме дека рекетари добивале зелено светло од Вице Заев за своите криминални дејанија. Изминативе 3 години се запалени над 50 на автомобили во држава. Да подсетиме дека беше запалена семејната куќа на подпредседателот и носител на ВМРО ДПМН во моментов во изборната единица 2, Мисајловски. Беше фрлена бомба во семејниот дуќан, исто така на Мисајловски. Беа демолирани автомобили на видни членови на партијата, што веќе е очигледно и јасно кој ги издал сите овие наредби. Дали е тоа Вице Заев, лично и персонално братот на Зоран Заев? После 15 јуни институциите ќе го докажат кој е нарачател. Почитувани, ова го нема ниту во мафијашките филмови, а верувајте дека ќе го снема после 15 јули во Република Македонија. Македонија е претворена во нечија лична својина, во која се одлучува кој смее бизнис да работи, кој смее да се рекетира, чиј имот треба да биде уништен, запален или демолиран. Затоа Република Македонија на сите листи тоне во криминал, корупција, рекет од света,
а граѓаните тонат во сериозна сиромаштија. Граѓаните ќе го дадат финалниот одговор на 15 јули. СДСМ покажа дека можат единствено повеќе криминал, можат повеќе корупција и можат само да нанесуваат порази на граѓаните и на оваа држава. Да ставиме крај на виткањето кичма, да ставиме крај на криминалот и корупцијата, да ставиме крај на мафијашкото однесување на кланот Заеви. Затоа на 15 јули гласаме за ВМРО ДПМН број 14 и затоа граѓаните ќе одберат обнова. Благодарам.